ti je ova? 80 dinara. Pa. 10 je maj ljubav. Daj. Ti niste ko vam pega šeće. Sever zema ljubav. Beri srećno, kilo. Evo ti jedno salatče od mene, 50 ravno nikada. Ajde. Ajde, povedete. Dobar dan. Sada da odobijam i sada da odbijam. Odobijam, odbijam. Ovdje koliko? Znam. Lupčevo koliko ti je? 10 dinara. Ajde, zdravo. 150 kač. Od ovije? Kilo? Kilo? 6. Vidim kako je ova ugovom u boji. Kilo. Sada možeš. Ne. Kalamari. Патот на мозаикот е долго патување низ предизвикот, пат кој води низ вистини и заблуди, патот на животот. Идеите секогаш се тука, пружат некаде околу нас, во воздухот и се надофат на раката на уметникот, на неговата мисла. Се препретуваат, се губат некаде во имагинацијата, па повторно се јавуваат и мамат со својата патина, традиција и модерното со животот. Miki! Sjajno primačko. Ноќи и денови, тие се како фатма во размислите и соништата на уметникот и тие мали, колоритни каменчиња стануваат негова обсесија. Ja znaš, kada vidiš ovo. Изведувањето на мозаикот започнува оној момент кога идејната скица, изработена во боја, ќе се пренесе на картон или хартија во големина на замислениот мозаик. Кај што има граници, разбираш? Кај што има 2-3 нијанси различни, добро едно од друго, си процирајни. Aman. Thank you. Кај е маги? Оди вам. Молам. Сега момент. И ќе види сега, одека вака ќе, као што ви кажа, ќе ги... Учениците во Средното училиште за применета уметност Лазар Личеновски во Скопје со особен интерес и внимание ги следат советите на својот педагог, професорот по мозаик Газанфер Бајрам. Во моментот на нашата посета, тие го започнуваа мозаикот под наслов Борба на петли. Технологијата на изведување мозаик е мощна и одговорна и бара освен талент и знаење и мајсторство. Најпрвин се изработува дрвена рамка
во големина на замислената представа за мозаикот. Класичниот пристап е кога дрвената рамка ќе се постави над скицата и на неа се полага жичана мрежа која има улога на арматура. Icons, yes. No, ništa ne seče, nek se suši. Потоа, дрвениот калап се полни со врзувачката маса, која може да биде од гипс, цемент или малтер. Главно брчка да нека. Ето. Одлично. Брадата. Добро. Ова што е? Окот. А ова? Увод. Добро. Значи, ова е идејна скица, што ја прави овој млад господин, која ќе се реализира во мозаик. Мозаикот ќе биде од идејна скица ќе биде во големина на 50 на 70. И сега таа идејна скица ќе треба да се обработи, да се преработи во работна скица. Што значи дека колку пати ова треба се зголеми во соодветната големина, тоест во мозаикот кога ќе биде голем. И Давид сега моментално го копира цртежот на оваа скица. Потоа, откако ќе се залепат со лепак неотпорен на вода, се редат ситно искршените камчиња во разни форми, големини и секако колор. Откако парчето мозаик добро ќе се исуши, истиот се превртува со лицето нагоре и со наводнување внимателно се отстранува хартијата, односно скицата над која се вршеше редењето на камчињата. Газанфер Бајрам успеал низ макотрпна и долготрајна работа да изгради свој сопствен стил и техника во изведувањето на мозаикот. Мозаикот е ликовна дисциплина мощна и блиска на сликарството во кој одредени мотиви и полихромијата се постигнуваат со редење и лепење на ситни разнобојни елементи од камен, тула, стаклена паста, бакарни и други елементи и материјали погодни за оваа техника. Од тука и леснотијата во редењето камчиња и полихромните ефекти на овие влечки, кој во моментот ги изведува нашиот мозаичар Газанфер Бајрам. Пропаѓајќи во својата замисла, идеја и имагинација, тој успева на секое камче да му ја обезбеди функционалната позиција на неопходната составка како автентична синтакса на своето ликовно писмо.
Природните бои на земјата, создавани низ незиното собствено печење, заедно со сонцето, водата и воздухот, како 4 праелементи, праматерии, од кои е создаден светот, ја родиле и првата имагинарна представа за мозаикот, како вечна слика во камен. Потеклото и лулката на мозаикот ги наоѓаме некаде на Стариот Исток, каде што во настојувањето да се одржат текстилните и килимарските мотиви во траен материјал, отпочнала и изработка и употреба на камени подови декорирани со ситни разнобојни камчиња и глазирана цигла. Уште тамо, во Месопотамија, Вавилон и Варка, изработени се првите мозаици на подовите во профаните градби и тие ќе прераснат во парадигма за уметноста на Истокот и Западот. Античките мозаици низ Македонија, особено оние во Хераклеја и Стоби, секогаш биле учителки, водителки во творештвото на сите наши ликовни уметници, мозаичари. Подните мозаици, кои се зачувани речиси во целост, за разлика од зидните, кои се уништени од природните катастрофи, представуваат најкомплетна сликарска вештина во спојот на паганската и ранохристијанската антика. Тие се сликарско сведоштво на едно време и затоа се драгоцен извор за запознавање на уметноста и состојбата на духот воопшто. Значи, овој мозаик е правен од техниката, како преди малку рековме кои другите, не е као оној опус барбарикум, него овој е опус теселатум, што значи дека камчињата се веќе по-рафинирани, имаат, како што гледате, веќе слични форми, не беа така големи као во претходниот мозаик. Овој е реден, за разлика од тој кој што беше реден директно, овој е реден индиректно. Прво е реден на платно, на ленено платно или на какво платно, или на сукно може да било редено од тоа време, и парче по парче, како ќе го наределе, последејќи го цртежот, така го нанесувале врз свежиот малтер. Значи, овој мозаик е индиректно реден. Као што гледаме и одека се наваѓаат теракоти, значи од грчките мајстори. Они највише употребувале печена земја или теракота наречена, во недостаток на боја. Ова е опашот, кој што реков преди малку, кој символизира звездено небо. Целиот паун, кога ќе отвори опашот, као таму што се гледа тој стилизирано сонце, е во сушност во подоснешниот период византиски символизира сончевиот круг или сончевото тркало, или бесмртно. Значи, да повторам уште еднаш, 2 пауна пијат вода од еукаристички калеш, значи бесмртните души од тој калеш кој се пие вода, верувањето е во бесмртноста. И денес овие мозаици се непресушен извор од кој се напојуваат со идеи и знаење сите ликовни уметници без разлика на која дисциплина и припаѓаат.
Една од најстарите ликовни колонии во Македонија секако е и Струмичката ликовна колонија, која постои повеќе од 40 години. Газанфер Бајрам е нејзин чест посетител и таа ги нуди сите услови за негово непречено работење, како во простор, така и во материјали. Струмичката ликовна колонија е уште едно извонредно место на просторите на нашата држава, каде што уметниците од целиот свет и со разни ликовни дисциплини се дружат и создаваат. Тука тие разменуваат искуства, информации, од кои се раѓаат и оригиналните идеи за нивните дела, кои остануваат собственост на градот. Првото учество на Струмичката колонија, Газанфер, ќе го реализира уште во 1972 година како студент на Академијата за ликовни уметности во Белград, каде што дипломирал 2 години подоцна. На Белградската академија тој ќе ги заврши и постдипломските студии на одсекот монументално сликарство, фреско живопис и мозаик. Газанфер Бајрам работел 2 години и на одсекот за мозаик на Академијата за убави уметности во Равена, Италија, а бил избран и за координатор на мозаичарите на средноевропските земји. Тој е член и на директориумот на Интернационалната асоциација за модерен мозаик, како и нејзин советник и координатор. Спојувајќи ги двата медиума, сликарството и мозаикот во една потесна констелација, од рацете на Газанфер Бајрам ќе се родат дела во разни големини и форми, со представи низ кои зрачат силен колорит, енергија, тежина и извонредна занатска вештина.
Животот е полн со спретна околности, мозаик од настани и состојби, кои човекот ги прави несвесно или свесно низ својата волја и замисла. Како во животот, така и во мозаикот, човекот се подредува на една идеја, на една замисла, слика за себе, сместувајќи ги сите нешта во една хармонична целина, од која зрачат убавината и енергијата на животот. Од повеќето изложени дела, како низ нашите јавни институции, така и низ приватните збирки, ги регистрираме и мозаиците со наслови: Цвеќето на злото, Првиот грев, Галичник дење, Галичник ноќе, Паднатиот ангел, Пладнево дојран и така натака. Мозаиците на Газанфер Бајрам во себе содржат и многу пораки. Неговото дело, Искушението на Свети Јероним, во кој стравот од непознатото кон кое се стремиме неосетно се меша со стравот од познатото, а како негова последица секако, е триптихон пред кој гледачот останува без стив. Во творечкиот пат на мозаикот кај Газанфер Бајрам преовладуваат различни тенденции. Понекогаш предности дава на декоративноста, понекогаш на илустративната фигурација, па илузионистичката реалност, па се до абстрактната сензација. Нашиот познат литерат Петре М. Андреевски за него ќе ги забележи и овие зборови. Неговите авторски мотиви главно се иницирани од некои повеќе или помалку познати тематски предпоставки, но метаморфозирани и артикулирани низ една сопствена ликовна визура изразена пред се, низ препознатливиот занес и неподелена страст. Газанфер Бајрам и е познат на целата македонска јавност и преку мозаиците кои се наоѓаат во големата сала на Собранието на Република Македонија, од каде што се следат седниците на парламентот. Овде ќе ги споменеме композициите Химна, Кругови на цивилизацијата, Македонски Орфеј, Свадба и други. Газанфер Бајрам, со едно изострено чувство за боја, форма и содржина, кој се резултат на неговата мисловна мотивација, успева на секое камче да му го одреди вистинското место, да го стави во функција на идејата со што исцртува автентичен ракопис на уметник и мајстор на мозаикот. И како што Пабло Пикасо еднаш рекол дека
уметноста ја плакне нашата душа од секојдневниот живот, така и Газанфер Бајрам, преку својата богата палета на бои и идеи, му приредува на наблюдувачот една особена и необична радост, како чистилиште на душата.